Дојде понааму. Јас сум Јоша Дане, председател на регионалното здружение Тиквишки лозар овоштари од Кавадарци. Вака, ние пред 2 години се состанавме сите здруженија од цела Македонија и решивме заедно да делуваме. Пошто овака не бива. Еве земјоделието не оди. Го уништија сончогледот, го уништија еве оризот, го уништија лозарството, шеќерната репа. И сега решиме заеднички да настапуваме секаде. Кај што има потреба да се подржуваме и да протестираме. Вака, на 18 јануар достави барање наши проблеми со лозарството што ги имаме. До министерот Љупчо Николовски, али до ден денеска, а во барањата наше до пред Свети Трифон да излезе и он на работа, а и ние да можеме да излеземе на работа да работиме. Затоа што до пред Свети Трифон да се пуштат редовните субвенции од хектар. Имаме уште 10 барања, имаме проблеми со сушите лани, пошто не исправни пумпи, нема водари, канали не работат и ништо не презимат. Затоа што министерот, ево го сега старо новиот министер, пак се врати. А еве ги проблемите кога беше министер. Ми рече тогаш поднеси до владата. Еве до владата поднеси. И сега еве дојде ред пак се врати он. И сега кога се врати, треба ние бараме до петок бараме министерот подхитно да ги пушти субвенциите за одржување на сите. Треба да оде календарски. Се знае, овие субвенции се за 2021. И тие календарски до крајот на 2021 треба да се исплатат. После има регистриран земјоделец, што треба да земе плюс 20% од редовните субвенции. Тие за 2019 пред 2 недели се пуштени, за 20 за 21 не се пуштени. За 21 не се пуштени. После имаме ние проблеми со поднесеме 10 барања. Тие имаме за измрзнување за лани за 2021. Имавме измрзнување во Росман, во Кавадарци, Неготино, Демиркапија. Поднесовме барања и исто нема ништо одговор. Имавме суша, елементарна непогода суша. Ништо од гројзето ништо не направиме, а вамо бараме оштетување и бараме средба со министрите. Доколку до петок не се пуштат субвенциите, пак ќе повторам уште еднаш, не јавно му кажувам на министерот. Доколку до петок не ги пуштат редовите субвенции и сите заостанати субвенции што се на лозарите. И доколку немаме средба како здружение, макар една ден ќе ги викне оризарите, една ден нека не викне нас. Че излеваме од понеделник, ни празник ќе се види ништо, че излеваме на протести и тоа здружено во цела Македонија. Ние ќе блокираме во Кавадарци, колегите ќе блокираат тука во Кочани и парализа ќе правиме по 2 часа секој днев. Колку сте засегнати во лозари? Како колку? Колку сте на број, сака да кажеш? Како во Кавадарци сме само 6000 лозари што примат субвенции, 6300. Ами Неготино, ами Валандово има, а има поддршката од сите, Радомир Капе од секаде. Можеме ли да Може. Тони Максимов, оризопроизводител. Пред се поздрав до медиумите што ви има во токов много број. Поздрав до тутунарите, до лозарите, до сите синдикати што не поддржуваат денеска на овој протест. Овој протест е продолжение на оние протести што ги имате гледано од порано. Бидејќи до сега немаме добиено ништо, а губиме многу како оризопроизводители и затоа имаме денеска нова ситуација во оризопроизводството со многу повисоки цени, а оризовата арпа останува на иста цена, дури паѓа. Така да денеска овој штрајк што ќе го организираме, мислам да ќе потрае малку подолго, додека не дојдат со барања да видиме што може да помогнат на овие земјоделци што тука. Барањата наши се моментални денеска, бидејќи денешната цена е земена како репер на препаратите и на ѓубривата, цената на оризовата арпа бараме да биде 40 денара најниската цена. Ковид мерката што беа преземале за плаќање на по килограм арпа
опфатено само дел од оризопроизводителите, бараме да бидат опфатени сите оризопроизводители кои произведуваат оризова арпа. Мерката да биде продолжена и да трае до 1 септември 2022 година по 3 денари секој земјоделец да може да добие помошта од 3 денари по ковид мерката збореме. Субвенцијата да биде исплатена до февруар, да бидат исплатени. Зелената нафта да биде зголемена, бидејќи ова сега нафта што дават зелената нафта, ние не можеме да излеземе од двориште со неа, а камо ли да име да работиме. Така да... Колку добивате по хектар зелена нафта? Литро и 200 грама. Значи, литро и 200 грама не може... 11 по хектар збореме за по површина. Вака сега. Бараме подхитно да се реформира акционерското друштво водостопанство, односно да се укине, да се врате назад. Водостопанство да се дојде во старите граници, каде што самите земјоделци си вршат наводнување на површините, тоа ќе биде во форма дали ќе биде на водна заедница или ќе биде општинско водостопанство, тоа подхитно треба исто да го преземат. Тие се барања кои ние сега моментално ги имаме. Во текот на ова дискусија ќе видиме сега уште неколку барања кои излезат од самите земјоделци кои се незадоволни, крајно се незадоволни, ќе ги подобреме. Бараме сега министерот за земјоделие или премиерот да дојдат тука, да бидат тука присутни, така да не очекуваат дека ние ќе одеме во Скопје, сега дека не дојдат. Оваа блокада ќе трае. Сега гледате и сами, блокирана едната лента. Доколку не удоволат, ќе бидат блокирани двете ленти. И штрајкот ќе трае до неограничено време. Само дел, мал дел тие. Во ковид мерката тие ја презедува од 2020 година и 2021 кој има дадено до март месец. Значи, уопште не се откупуваше ориз. Значи, тоа што беше многу минимална количина беше, значи смешна цена беше и минимална количина за 3 денари да дадат. Значи не се офанени овие земјоделци тука што се 80% не се офанени со таа мерка. И затоа бараме мерката да продолжи до почетокот на жетвата. Секој што го предаде, бидејќи немаме организиран откуп на кој сакат на тај земат, така да кој ќе го предаде да си добие и ковид мерка. Почитувани медиуми, почитувано министерство, почитувана влада, апел од земјоделците, сето тоа што беше обеќано не е исполнено ниту 1%. Ке почнеме најпрво вака, со субвенциите од 3000 денари, беме излажени, беме кај премиерот, екс-премиерот Заев. Тој не обеќаше дека субвенциите до крајот на 2021 до 31 декември ќе бидат исплатени. За жал, сето тоа ништо нема. Со ковид мерката, дека ќе бидат опфатени сите земјоделци, за жал не се опфатени. 15% само имат земано, другото никој ни денар нема земано. Со покачувањето на сите репроматеријали, на оризот, на житариците, не на друго, ние нити житарици ќе сееме, полијата ќе останат пусти. Оризот нема да се сее без 40 денари оправдана економска цена. Не да преживуваме, не да живееме. Дури со 40 денари цена не може да обстоеме. Во колку не дојат за 2 сата, ние ќе блокираме и другата коловозна лента. Нека бидат сигурни у тоа. Нема да се плашиме, оти ние сме толку излажени, толку уништени, омаловажени, ние сме најниското нешто во општеството што постоje. Нас не сметат за луѓе од никаков ред, ни прв, ни втор, ни трет, ние не постоеме за нив. За минимална плата не се бориме. Ние не тражиме апанажи, не тражиме ваучери за одмори. Ние бараме тоа што работиме да не биде платено и да живееме достоинствено, да можеме да ги сервисираме сите нашите потреби. И ние деца сакаме да ги школуваме. И ние сакаме гардероба нешто да купиме. За жал, од ето тоа нема. Здравето е нарушено на сите. Од овие, ако зинат од сите една вилица, здрави не може да се оставиме. Толку сме ние јаки. Добро. Добро. Рековте дека за 2 часа доколку не дојдат ќе блокирате и Ќе блокираме и другата коловозна лента. Па ако тепат, нека тепат, ние сме тука, нема што да правиме. Па слушај, и ние ќе тепаме више, нема што да се плашиме. До кога ќе остане? Ние до еден саат ќе чекаме некој да дојде, за да може да разговараме. Во колку не дојдат, па ние ќе преземеме се у своја рака.
Процесот ќе трае неограничено. Механизацијата апелирам да остане 3-4 дена, се док не дојдат, да ги разрешиме овие проблеми. А не само да собираме еден статки и се отидеме. Ништо тоа нема. Благодарам. Од другите излагачи пред мене. Ситуацијата стварно не е добра. Зашто? Вистина е дека цената на оризо не е добра. 40 денари оправдана цената. Зборете сега дали има доволно трактори тука на пат. Па нема, заради тоа што такви се нашите трактори, бе. Ако не повлече некој, не можеме да запалиме. Цената на нафтата, а цените на репроматериалите са за наникаде. Значи, ако земе од претходните години како беше, по 600 динари до 25 кила уреја, а сега 1650, прашањето како ќе излеземе на крај. Споменавте преска дека мора да формирате пара војска за да може да се заштитите тракторите од кратците. Видите, луѓе, стварно е тоа болно. Рачна количка ли е во прашање? Во прашање ли точно некој да земе велосипед и да го нема? Во прашање трактор, како е можно тоа? Трактор да отворок да му исчезне и да го нема. Значи луѓето се плачат дека и у полиција одат и се жалат и се јас тоа го сега слушам, него не сум го чул порано. Добра, како да се заштити? И како да се заштити? Што да става? Да купуваме кучиња тие или да ставаме електрични огради околу таклото, околу нашите места? Што да направиме? Јас сум Иванов Миле, 12 години од Словенија, сега сам 4 години. Целта ми беше да се вратам за тоа што накупував земјиште, купив трактор од Словенија, дојдов тука да живеам со жената, за тоа што тука ми е татковината, тука ми е дедовината. Ама после 4 години и 5 години не гледам решение. Јас работив и жената работеше тука. Значи, у текот на наредна недела сепак заминувам повторно за Словенија. И тоа е тоа. Дали ќе се враќам, не знам. Моите деца се таму. Нема шанси да се враќам. Време да се собират, да дежурат екипи, селаните, за да се заштитите. Тоа не е уред. Тоа не е уред. Тоа не е уред. Каква е оваа ситуација? Од кого да се бране? Значи, кратци, ама како? Тоа не смее да биде. Тоа не смее да биде. Не можеме така. Добра, готово.